Сега повторно одиме кај Искра во нашата утринска програма. Наша гостинка Елена Христова од групата Баклава. Кога ќе ја споменеме групата Баклава, јас секогаш сум се со насмевка, но за вас посебно верувајте, затоа што уживам кога ги слушам вашите на гледачите дека дури пред вестите и си запеа. Да. Твоите очи, Лено. И многуте други препеани и ваши песни. Искра ќе разговара со вас, но доколку имам јас некое прашање, тука сум, може. И Слободанка, морам да кажам со оглед на тоа што како пеев? Не, за пеењето не коментирам. Вон конкуренција. Со оглед на тоа што какви вести имаме во секој навио, добро што постои музиката. Да, токму и затоа се радувам денес што имаме малку повеќе и тема музика. Повелете. Елена, Баклава, последен пат си пресметав дека се имаме видено пред 15 на години. Искрава, тоа не се кажува. Да, знам дека не се кажува, Тогаш бевме многу мали, по 2-3 годинки имаме. Да, како во детска емисија бевме тогаш. Прашањето ми е, тогаш уште беше реткост етногрупите. На прсти се броја што постоја. И сега како реагираш што сега ги има навистина многу? Дали како конкуренција ги доживуваш или пак како комплимент што ете трнале по твоите стапки? Па интересно е тоа да кога ќе ти дојде некој од помладите генерации и ќе ти каже дека си му бил инспирација или ќе објави нешто, тоа е баш убаво онака кога инспирираш некој друг да работи, нека има што повеќе. Мислам, ги поздравувам сите оние кои што сакаат да ја негуваат традиционалната музика, да се надградуваат, да имаат и како професија и како хоби, па и дури вака да си пеат и на лоши вести и во секој дел од денот и како што вие ме пречекавте топло, јас мислам дека имам пеачи тука, мислам, вие верувам дека исто така сте пеачи, само што ете, и не се ни срамите. Јас сум рапер, она може да пее, да. Она што ми е зваквите етносостави. Колку токму тие етносостави кои што така ентузијастички започнуваат во партизански услови, да речеме, но колку токму тие придонесуваат за опстојување, развивање на македонската традиционална музика? Многу е очигледно и се гледа кој го прави тоа искрено и од љубов и кого тоа го отвара некако станува дел од неговото битие или кога е тоа злоупотребено, во смисла злоупотребено, се користи за многу покомерцијални цели, затоа што ете тоа носи некаква популарност и било што. Тоа е очигледно. Мислам дека луѓето може да почувствуваат кога некој пее од душа и кога некој кокетира. А наискрено, веруваше ли дека кога почнуваше, дека ете со таква некомерцијална музика, етномузика, дека ќе успееш олку години да обстоиш? Па, јас се влюбив во, мислам, тоа уште на почетоците, кога дојдов во допир со овој тип на музика, јас веќе знаев дека е тоа и немаше бегање од тоа едноставно и да сакам да избегам некогаш едноставно не можеш, тоа станува дел од тебе и знаев, едноставно чувствував дека е тоа на со кое што ќе се идентификувам на некој начин и ќе го посветам животот на тоа. Или на главниот повод, сегаш не ли треба главен повод за гостувањето? На самиот крај од нашиот разговор, гледачите ќе може да го видат најновиот спот на песна од вашиот најнов албум. Песната е Нерези, а албумот овој пат во буквална смисла на албум, не CD како што секогаш се промовираат, е целиот посветен на Скопје. Сега Скопје е широк поим, не може се да влезе во еден албум. Кои локации, кои места, кои делови од Скопје ги одбиравте и како? Дали по лични емоции? Да, некако музиката веќе постоеше, дека ќе биде тоа стихови посветени на Скопје, дојде многу подоцна. Ги биравме со Сибо од прилика која песна на што би одговарала, а за некој бев сигурна кој дел од Скопје каде ни патува духот, што се вика со музиката заедно. Да речеме песната Ке може слободно да пуштат во позадина колегите за да видат
токму записот за Кеј. Да. И последниот спот кој што го направивме, и таа се случува некаде на потегот од Каскада до качувалницата. Во тој дел многу често шетам и тоа се доживување кои што ги имам таму. Некои песни се, да речеме, мелодиски асоцираат на некое минато, на некое детство, така имам песна за чаир. Потоа за кисела вода има, за састав во Ѓорче има, различни за центар има, целото на рекорд, ванила, сите тие топоними се спомнати. Имаме песна за настанокот на чаршијата, како настанал имало јунак, па спасил пиле Соколово, па тоа се претворило во девојка, го е спасило од ламјата и така натаму. Текстовите се доста богати и интересни, и она што е најбитно, во ова црнило не зборуваме и не критикуваме, туку љубиме, го љубиме градот, преку градот, значи преку речникот на градот даваме една универзална порака. Така да мислам дека прво и мелодиски, кога и не го разбираат луѓето текстот, конкретно имаме германец кој што ни е издавач, што ми е посебно драго, тоа е германска издавачка куќа, која што го приготви и компакт дискот и винилот. Уште при првото слушање му се допадна и кажа дека сака да го издаде, дури потоа дозна зашто се работи и како се работи. Така што можеби овој ни е и најуниверзален албум, достигна најголеми далечини, допре секаде, затоа што оваа година ни беше среќна година да имаме и многу настапи и многу турнеи и да можеме да го презентираме и албумот и спотовите што ги имаме. Така што пееме за Скопје од една страна, од друга страна допира универзално до целиот свет и тука е магично тоа, кога можеш да се вратиш во себе, во она од каде што потекнуваш и од таму да зрачиш повторно со целото искуство што го имаш во животно. Така некако. Ние на гледачите ќе им подариме CD, односно ти ќе им подариш CD, јас ќе сум само посредникот, а ова, особено за поновите генерации, да видат како изгледа плоча. Со тоа што ова е жолта. Може да ја покажеш. Мене знам дека имаш некои правила како да се допира, да не ја изгребам слободно. Случајно. Ова е плоча за покажување. За пред гости. Само не е фризби. Прво морам да ти кажам браво и фала што би овозможи да почувствувам во моите раце повторно плоча, а второ, зошто плоча? Ти фали звукот малку крцкав? Да, мислам, не знам, многу аудиофил сум, сакам плочи, ова ни е веќе втора плоча и претходниот четвртиот албум Баклава 4 се викаше и тоа ни беше првата плоча, ова ни е веќе втората плоча и мислам дека ќе продолжам, иако нема се уште се враќа плочата како медиум, има луѓе кои што никош не ја напуштиле, меѓутоа мислам дека нема поубава и дека е вечна и дека е не знам, и како визуелен продукт. Па да ти кажам, кога се сите во студиово се израдува, плоча, да. Моите две се закачени над зид. Затоа ги направив, за да си ги пополнам зидовите дома. Инаку сама од свој джеб си плаќаш за плочите, така рече? Така, твој експеримент. Па вака, да, некаде имаме поддршка за дел од изданието, меѓутоа, да, во главном да, сама го финансирам тоа. Имаме веќе гледач или гледачка, пардон, на линија. Добро јутро, поверете во програма сте. Добро. Стварно во ваше друштво и со ваква екипа не може човек да не е расположен. А нарочито па за песните што се и за местата на мојот роден град Скопје, стварно не можам да бидам воздржана. Стварно нешто убаво што стварно останува за сите генерации. Тоа е основно нешто што има квалитет. А стварно вие знаете да ја најдете лицата и тие што се со квалитет и што ќе остават белег во нашата музичка програма и во нашата естрада. Стварно сакави часови кастрбите. Гледаш ли какви елоквентни гледачи имаме, така? Па прекрасно. Не, стварно е нешто убаво. Тоа што е убаво човек треба да го каже. Благодариме. Убаво нешто што се случува во нашата држава, стварно се ретки вакви случаи.
Ви благодарам многу за тоа што ме вклучите. Ние ви благодариме што се вклучивте и ете затоа Елена до вас CD ќе биде во просториите на Алфа телевизија. Се надевам дека ги оставивте вашите податоци во режија. Кога сакате можете вие, некој член од вашето семејство да помине и CD-то со песните од вашиот омилен град, ќе си може да си ги слушате секој дневно дома. Ете, гледачката ми го исполни срцето, Нели? вако фидбек, вакви комплименти. Освен што ме дочекавте вие со топлина и со песна и со многу љубов, добив љубов мислам дека и кафе не преку ти етерот. дадовме, ама добро тоа после. Ова е подобро од кафе. Јас мислам дека ќе ми фали, ама исто кога да сум пијала кафе. После ова и блашко сум каснала и едно баклавче од гледачката. Може, само уште едно нешто, да не заборавам, а ќе заборавам. Уште еден детал на албумот, а тоа е плюс и касета имаш ставено на каверот, така? Дизајнот на албумот го правеше една прекрасна девојка Моника Моличковска и благодарам што ни направи велку убава визуелно доживување на касета и винил, добро? Да. И плюс CD. Тоа вели Слободанче, тоа ми беше само. Да. Драга моја. Кога ја споменавме топлината, еве што ја почувствува тука, јас секогаш велам дека така и навистина нашата меѓусебна комуникација и многу се радувам поради тоа што е така. Ете и вие сте ја почувствувале. Меѓутоа со вашите многу концерти кои што сте ги имале, сакам да ми кажете кој е најубавиот впечаток и каде најмногу со топлина така ве пречека и дочека и ужива во вашите песни. Многу интересно дека секаде е различно. Очекувањата и она што се случува реално е исто така непредвидливо. Вчера имавме настап на Виноскоп. Таму има една атмосфера, поинако те носи самата атмосфера, поинаков контакт прави со публиката. Предходно бевме во парк на Slow Food, предходно имавме некои настапи во, да не ги редам, во Веспрем имавме многу убава, бидејќи тоа беше фестивал кој што беше наменски за World Music сцена и таму имаше, да речеме, менаџери, музичари од цел свет, љубители на таа музика, кои што мене ми беше еден од можеби најбитните настани во годинава од надворот Македонија, бидејќи стварно кога имаш хемија со публиката и ти даваш многу повеќе, сето тоа ни беше добро увежбано и со музичарите со кои што настапувавме, така што мислам ете тоа би го издвоила како нешто што едно од најубавите работи што ни се случи оваа година. Што се ги доживувате. Иако ете имавме 2 настапи во Хрватска, хрватите исто така знаат да го ценат овој вид на музика. Во Србија имавме интересен настап со бади перкусионисти, некоја комбинација направивме со степување на нашата музика и така натаму, што имаше The Festival, исто интересен фестивал на кој што бевме во целиот амбиент и секаде ги прошетавме сите езера. Колку е убаво да се ги понесете сите тие позитиви во вас, така? Да, сите езера ги прошетавме во Македонија, сите убави места, Демир Хизар бевме на фестивалче едно, на театарски фестивал бевме во Ресен, Дојран ќе каже повторно. И така важно е да се има сила, љубов и енергија во она што го работиме за да имаме и резултат. Секој настап ми е драг, верувајте, на свој начин, мислам. Благодарам. Елена, важиш за скромен човек и прв вчера те слушнав сама се пофалиш да кажеш успешна година ми беше ова. Да. И сега ме интересира обично наши изведувачи кога настапуваат во странство настапуваат пред своја наша македонска публика. Кај тебе, кај вас каков е случајот? Во странство има пред апсолутни тотални странци. Па да, најчесто, да. И како реагираат тие? Се чудат за прв пат, можеби некој имал контакт со македонската музика? Многу убаво, многу природна. Мислам дека музиката има најлесен спој, онака, воопшто не е битна територијата од каде се луѓето, ако го има спојот, ако таа многу допира, многу лесно допира до луѓето, така што убаво реагираат. Играат, има сјај во очите, има она хемија за која што живееме, за која што твориме нормално.
Сега за самиот крај да не го заборавиме главниот повод за кој што сме овде, а тоа е видеозаписот за Нерези песната. Но и тука имало некоја своја приказна, како дошло до тој запис, буквално како подарок ви бил и дали е возможно, дали е точно дека воопшто не го имаш запознаен од човекот што ви го подарил спотот? Јас не знам дали е возможно, кам чекај. Ми стига еден ден спот цел направен и онака добро, викам прво кога ќе стигне нешто од некој дали бомба? Дали да, значи си предпазлив од кого што е, не знаеш, кажеш да не го употребам зборот, онака. Има се и се што нели во виртуелниот свет. И гледаш спот, гледаш прекрасен спот дека некој направил, си кажеш фала ти Боже, фала на универзумот што го заслужив ова како еден дар преубав, да ти го извизуализира некој делото, мислам и да биде инспириран да го направи тоа, при тоа и да го доживее како што и ти би го доживееш, без да го познавам. Дечкото се вика Маријан Јаневски, едва чекам да го запознам, да му се заблагодарам, еве јавно вака, меѓутоа наскоро ќе имаме една дружба и промоција каде што сето ова ќе го претопиме во спонтана дружба, кај што планираме и луѓе од различни генерации да зборуваат за Скопје, за своји доживувања, каде излегувале, што ги инспирирало во тоа што постанали така натаму, и тогаш ќе го поканам да си ја каже својата приказна и така баш документаристички да седнам на твоето столче и да го испрашам од каде инспирацијата и се што треба, бидејќи ете му се заблагодаруваме сите јавно што. И јас многу ти благодарам што ни гостуваше ова утро и за самиот крај, како што рековме, сега да го погледнеме, се надевам премиерно спотот? Да. Премиерно спотот го гледаме премиерно на Алфа телевизија, на најубавата телевизија со најубавите водителки. Значи спотот бај Маријан Јаневски, така може да се каже. Да. Прекрасен спот за Нерези, еден убав дел од Скопје. Ви благодарам за гостопримството и за поканата и пак да се видиме.